Добар ден, почитувани гледачи. Во последните неколку години тема на која што се почесто се зборува е екологијата и заштитата на природните богатства. Заштита од самите нас, од најпред се од нас луѓето кои што многу несовесно се однесуваме кон животната средина, а таа го возвраќа ударот. Инаку екологијата и системот еколошки е систем на едни сврзани садови. Значи ништо не постои само за себе. Така, денес ќе зборуваме на оваа тема. Ќе зборуваме за Охридското езеро, но неговата поврзаност со Преспанското езеро. На оваа тема, мој гостин, господинот доктор Трајче Талевски од Хидробиолошкиот институт во Охрид. Добре дојдовте во Лупа. Добре ви најдов. Секогаш тема на разговор ни е Охридското езеро и тоа како еден најголем воден басен во нашата земја, басен со питка вода, навистина заслужува големо внимание од сите аспекти, но многу ретко спомнуваме дека тој екосистем е тесно поврзан со останатите екосистеми, еве конкретно денес ќе зборуваме за поврзаноста со Преспанското езеро. За жал, ситуацијата со ова езеро веќе станува алармантна и наликува на она со која што се соочуваше пред 10 години до Иранското езеро. Што правиме, односно што не направивме за да дојдеме до ваква ситуација со Преспанското езеро и на кој начин, директно или индиректно, со тоа го загрозуваме и постоењето на Охридското? Во изминатиот период направивме многу лоши работи направивме на Преспа, пред се водени од нашата негрижа за животната средина, водени од желбата за профит, водени од неразбирањето на природата и незините закони кои што владеат и треба да владеат, носејќи се со некои идеи дека Преспа е регион кој што треба да се развија во еден сосема друг правец, да биде лозарово-оштарски регион, поради тоа што климата во тој дел од Македонија одговара за одгледување на овошни насади, особено јаволкови насади. Целата грижа или целиот акцент го посветивме на тоа. Значи, Преспа се развива како овоштарски регион, крај, не водејќи сметка на сето тоа, сите тие негативни последици кои што може да ги предизвика занимавањето или дејствувањето со овоштарство во таа Преспанска котлина. Употребата на голем број на пестициди, употребата на водата за наводнување, различни други хемиски супстанции со кои што се третира овошните насади во Преспанскиот регион доведуваат до една многу лоша состојба со водата во езерото, а на некој начин тоа се одразува и на квалитетот на водата во некој сосема мал процент можеби и на квалитетот на водата во Охридското езеро. Сега, кога се подготвувавме за емисијата, ми кажавте дека 2002 бил достигнат оној максимален минимум на нивото на водата во Преспанското езеро. Потоа слична ситуација имаме негде 2008 и сега ова е трет пат кога се соочуваме со намалување, драстично намалување на нивото на водата и веќе се приближува кон оној дозволен минимум. Што тоа значи пред се загрозување на биодиверзитетот кој што живее во ова езеро, но што тоа ќе значи и за Охридското езеро, затоа што сите знаеме дека овие две езера се поврзани. Има и некои, сега дали се тоа легенди, преданија или научно докажани теории, ќе ни кажете вие дека тие се поврзани и дека постои некое езеро под планината Галичица, од кое што всушност и на некој начин се полни Охридското езеро, тоест изворите кои што го полнат Охридското езеро. И значи како сето тоа реков како систем на врзани садови, едното и другото езеро, секој за себе, но сепак поврзани едно со друго. Ако се наблюдува картата или пресекот на регионов, ќе видиме дека Преспа се наоѓа некаде на 850 метри надморска височина, за разлика од Охридското езеро, кој што е на 693
70, 693, 40, зависи од нивото на езерото. Значи, постојат во науката постојат така наречени коти, нулта точка на едно езеро, како што е на Охридско езеро 693,17 или на Преспа 600, односно 850 метри надморска висина. Тоа се оние коти на воденото огледало врз кои што се извршени и се дадени оние прецизни мерења за површина, за волумен. Така да тоа не е некоја кота која што е некако си минимум или максимум. Кога зборуваме за Преспанското езеро, она што го спомнавте, дека во последните 20 на години Преспа бележи пад, огромен пад на водата. И доаѓа во 82 година на некоја си состојба која што е, односно во 2002 година состојба на нивото на водата која што е нешто слично како сега, меѓутоа тогаш имаш уште еден поголем пад. Тоа сето се одразува на растителниот и животинскиот свет во Преспа. Меѓутоа, ако одиме малце подалеку, односно ако се вратиме малце поназад, некаде во 40-тите години, податоците зборуваат дека нивото на езерото било некаде околу 10 метри повисоко од она основна кота или нулта кота, околу 860 метри надморска височина, значи 10 метри повисоко од она кота што е семена за нулта состојба на Преспа. Тогаш биле поплавени сите приградските населби, сите селата околу езерото, водата ги поплавила и Асамат, и Наколец, и некои други населби, така да сите оние што се блата кои што се наоѓаат околу Преспанското езеро биле активни. Преспа мораме да кажеме дека има поголем број на блатни екосистеми кои што заради повлекувањето на водата се исушени. Едно тако блатен екосистем е блатото во село Стење или Стењско блато, кој што е во склоп на Националниот парк Галичица. Варирањето на нивото на Преспанското езеро може да се забележи и ако се наблюдува западниот брег на Преспа, целиот источен брег и северниот брег на Преспанското езеро завршува со поле, така да речем, од поле, со ливади кои што се со мал нагиб. За разлика од тоа, западната обала или западниот брег на Преспа од селото Стење па се до албанската граница имаме стрмен брег во кој што се забележуваат оние влијанија на ударното дејство на бранот, а исто така такви подкапини се забележуваат и на островото Голем град. Така да можеме да зборуваме историски, ако се наблюдува Преспа, значи тоа било во некој одреден период и од својот развиток на доста повисока кота неговото ниво. Меѓутоа во последно време, особено од 63-та година, кога имаме исто така еден многу висок водостој, од речиси 6 метри повисоко од она нулта кота и некаде околу 10 метри повисоко од денешната кота, Преспа во тој период има скоро речиси на високата кота во последниве 60 на години. И сега, значи, веќе 20 на години се случува деградација на овој воден басен. Зошто надлежните не презели некои мерки за да не дојде до ова состојба до која што сме денес? Затоа што пред 10 години беше донесен и еден акционен план за управување со притоките кои што се влева во ова езеро. Впрочем, 4 притоки се влева, а сега немаме ниту една од нив кои што го полнеа езерото со вода. И сега еве уште еднаш се прават напори од вас, научната фела, и од други љубители, ентузијасти на природата и на
на екологијата да се примени овој акционен план кој што е уште од пред 10 години. Зошто толку време се чекало за да дојдеме до ова ситуација? Некако тој синдром на прво да се нештата да се доведат до критична точка па потоа да ги спасуваме, кај нас се е позачестен. Требаше да извлечеме некоја полука од состојбата со Дојранското езеро, да не дозволиме тоа да ни се случи со Преспанското, а не дај Боже за некој време може тоа да се случи и со Охридското. Па Преспа е малце карактеристично по тоа што во неја влегуваат или се влеваат поголем број на реки, 4 до 5 реки, кои што за жал во последниве години скоро и да немаат вода. При последната кампања или при последната летна посета на Преспанско езеро, некаде крајот на август месец, ниеден од притоките кои што се дотогаш се влеваа во Преспанско, нити Брајчиска, нити Кранска, нити Голема, нити Источка река, нема вода уште во горните текови на нивното корито, така да во езерото не се влеваше воопшто вода, значи немаме никаков доток. Од друга страна, ако се наблюдува самата хидрологија на Преспанско езеро, Пелистер како национален парк или како планина е изграден сосема поинаков состав отколку Галичица. Галичица е карстна планина, додека Пелистер е од гранитни карпи и затоа имаме голема количина на вода која што преку Баба планина, од изворите на Баба планина се влева кога имаме доволно вода на Пелистер, кога имаме снег или кога имаме дожд. За таа разлика, ако го наблюдуваме западниот дел на Преспанско, на брегов на Преспанско езеро, ќе забележиме дека од Сирхан или од почетокот на тој дел кој што гравитира према Преспанско езеро немаме ниедна притока. Значи на Галичица имаме снег, на Галичица врне дожд, меѓутоа немаме ниеден водотек. Тоа значи дека голема количина од таа вода која што треба да се влива во Преспанско езеро понира низ Галичица и најверојатно се влива во Охридско езеро. Тоа што ако ја гледаме и самата надморска височина од 150 метри на надморска висина, разлика во надморските висини на водените огледала. Меѓутоа, од друга страна, ако ја гледаме и длабината на Охридско езеро, рече си 300 метри, значи ние имаме некаде околу 400-450 метри разлика на дното на двата водни екосистеми. Во последно време се зборуваше дека, и се уште се зборува, дека водата истекува односно понира во Завир, што е точно, меѓутоа тоа не е сега, тоа не е од вчера, тоа е децении, векови, милениуми. Постои тој истек или тој понор во Република Албанија и оттаму постојано водата истекувала од Преспанско во Охридско езеро, односно се појавувала во местноста или во делот на Светинамуските извори, може би нешто се уште се дискутира дали истото тоа се случува и некаде кај Свети Заум, на некаде од околу 15 на 20 на метри длабочина во некои сублакустриски извори. Така да, она што го спомнавте, да, тоа е точно, водата од Преспанско езеро истекува, односно преку понорот Завир се влева и преку планината Галичица излегува во Охридско езеро. Тоа е докажано, мислам порано биле само легенди, меѓутоа докажано е уште веќе 30 на 40 години е докажано дека водата од Завир, односно Преспанско езеро излегува, односно извира во Светинамуските извори и во некои други извори во Охридското езеро. И сега Преспанското езеро кажавме дека навистина веќе загрижува со состојбата во која што се наоѓа и со неговиот водостој, но каква е состојбата со Охридското езеро? Знаеме дека имаме доста големи осцилации на водостојот и на овој наш воден басен. Тоа пред се зависи од временските услови. Еве годинава имавме, па да речам, релативно сушна зима, немавме многу врнежи од снег, повремени врнежи од дожд, немаме некоја
да речам, висока кота на водостој на езерото. Не сме ни до некој минимум, но тука сме некаде на средина. Знаеме малку да кренеме така и паника. Пред неколку години ни се случи тоа, кога водостојот веќе стигнуваше до онаја минимална дозволена кота. И дали може тоа да го очекуваме и годинава, дали може да ни се случи, пак ќе речам, земајки го во предвид тоа што немавме некои поголеми врнежи на снег, па да очекуваме сега некоја поголема количина на вода која што ќе се влева во езерото од топењето на снегот. На Галичица нема некоја голема количина на снег, сосема се мали количините на снег. Меѓутоа, треба да бидеме среќни или да бидеме задоволни што ова хидролошка врска помеѓу Преспанското и Охридското езеро постои и не само преку Завир, него најверојатно и преку некои други места водата од Преспа се влева во Охридското езеро и така да за одржување на нивото на Охридско езеро виновен ќе биде само човекот, односно виновни ќе бидат оние кои што се управуваат со водостојот на Охридското езеро, тоа се Електрани на Македонија и доколку тие стопанисуваат правилно и во служба на природата и на езерото, мислам дека за Охридско езеро ќе нема оваа година никакви проблеми за нивото, а со тоа ќе нема никакви ни негативни реперкусии врз растителниот и животинскиот свет и неговиот биодиверзитет. Така. Во каква состојба се наоѓа животинскиот и растителниот свет во Преспанското езеро, бидејќи е состојбата ваква каква што е, затоа што знаеме дека и тоа е карактеристично по некои растителни животински видови кои што ги има само таму, обстојуваат само таму, па го доведуваме во опасност нивното понатамошно екзистирање. Што се прави впрочем, дали државата веќе нешто сериозно прави на овој план? И еколошките друштва секогаш се тие кои што подкреваат, да речам, така малку прашина за да ја разбудат свеста кај јавноста и кај институциите. Дали нешто веќе конкретно се прави на ова прашање, затоа што, како вела Тона, не треба многу да се радуваме ако во нашиот двор не се случува нешто, бидејќи ако се случува во дворот на комшијата, многу лесно може да дојде и кај нас. Рековте дека засега состојбата со Охридското езеро е стабилна, но не треба тоа да не радува, бидејќи ако е Преспа лоша и ако во подолг временски период е состојбата таква каква што е, сигурно ќе има реперкусии врз Охридското езеро. Можеби не сега, но после едно 10 години сигурно ќе се одрази и на овој воден басен. Преспа е многу карактеристична и е една од 10 жешки точки прогласени во Медитеранот за заштита на биодиверзитетот. Значи, Преспа е многу битна за науката, Преспа е многу битна за биодиверзитетот на европско и на светско ниво. Преспа има многу ендемични видови, дури некои научници, да речем професор Караман, младиот, смета дека Преспа е постар од Охрид. Мислам, Преспанското езеро дека е постар од Охридското езеро, односно дека тоа е познато дека тие потекнуваат од исти период. Самата состојба со Преспанското езеро е што е донесено во ваква критична состојба, негативно се одразува и врз биодиверзитетот, особено на рибите. Преспа е многу позначена, мислам, има поголем број на ендемични видови од Охридско езеро во поглед на рибите. Преспа има 11 нативни видови, од кои што се 9 ендемични. Има доста видови кои што се критично загрозени, кои што јагулата, некои други видови кои што се ранливи според номенклатурата на Светската организација за заштита на видовите, така да доколку продолжи да паѓа нивото на Преспанското езеро со ваква динамика како што во моментов се случува или години наназад се случува, голем број на видови ќе за голем број на видови ќе бидат доведени во опасност од поголем број на причини. Една од причините е повлекувањето на водата. Со повлекувањето на водата во Преспа се
уништуваат рибните плодишта, каде што рибите ја полагаат својата икра за време на својот мрест и кога ќе нема место каде што ја положат, да ја положат играта, бидејќи рибите се сепак колку некој да ги смета за како да речем за организми со понисок развој на свеста во наводници, да се изразам така, рибите многу повеќе може би водат грижа за своето потомство отколку што водат некои останати животински видови. Значи, има некои видови кои што ги чуваат икрите, ги чуваат под младокот, дали машкиот или дали машката единка, дали таткот или мајката, некој мора да се грижи за кај некои видови за своето потомство, додека не стане способно само да се снаоѓа во животот. Така да со повлекувањето на водата се уништува сета она подлога каде што рибите ја полагаат својата икра. Да речеме, ако полагаат на трска, трската во поголем дел на преспа, сега поголем дел од појасите на трска се на суво. Ако ја полагаат на каменесто или песокливо дно, приобалниот на регион веќе нема камен и чакал, ретко се среќаваат песок, него сето е тиња, целиот брег или оние првите 3-4-5 метри од брегот се каде што рибите ја полагаат икрата се тиња и рибите не полагаат икра на таква подлога која што не ја одговара на икрата за развој, па често се случува да одредени популации воопшто или во многу мала количина ја положат својата икра во крајбрежјето, така да популациите на рибите се намалуваат. Полека се намалуваат и некаде околу 200-230 тона во поранешните периоди кога се ловеше. Последниве 10 години тој број, таа тонажа или таа количина на изловена риба е далеку помала и може би се движи околу 40 до 50 тона во текот на годината. Некои видови дури и многу ретко како преспанската мрена, многу ретко може да се сретне во ловините, баш од овие причини што нема локалитети, односно нема семна деловка и стење према и према селото Конјско, каде што може да ја полага икрата. На другите места каде што ја полагаше икрата оваа риба, веќе се тие тињеста подлога и мрената избегнува да ја положи својата икра баш на такви подлоги. И што се прави околу овој проблем? Дали нешто веќе конкретно се презема или? Па ништо. Мислам дека ништо не се презема, што е уште полошо ситуацијата, уште толку се влошува. Ради тоа што имаме голема злоупотреба на водата на Преспа. Значи, таа злоупотреба се може да им се припише на трите држави кои што гравитираат кон Преспанското езеро и кон малото и кон големото Преспанско езеро. Некаде 50-тите години, 50 до 55 година во Република Македонија или во тогашна социјалистичка Југославија се изгради систем за наводнување за некаде мислам 3.500 хектари. Паралелно со тоа и во Република Грција се направи систем за околу 2.500 хектари за наводнување на 2.5 хектари. 70-тите години Република Албанија без да ги информира и тоа што се сепак тоа се меѓународни води и сите тие интервенции мора да се направат во согласност со останатите држави со кои што се дели тој воден екосистем, тоа водно тело. Република Албанија во 70-тите години без да се консултира или да ги информира другите членови или другите држави кои што ги делат овие две преспански езера, две езера. Значи, прво мора да кажеме дека големото Преспанско и малото Преспанско езеро треба да ги сметаме како еден екосистем заеднички, кој што е подален со еден песочен спрут, мислам дека Гладно поле се вика, кој што некаде од 100 до 200 метри тој појас помеѓу тие двете езера. Преспанско езеро, малото Преспанско езеро е на 2 до 3 метра повисоко, што значи дека водата по некаков си пат или слободен преку една притока со кој што комуницира две езера, или преку понирање или обично низ песочниот тој спрут истекува во големото Преспанско езеро. Република Албанија без да се ги информира, како што реков порано, направи
систем на пумпи кој што требаше да обслужува можеби 7 пати повеќе површини од колку што Македонија и Република Грција планира да наводнува. Значи некако мислам дека ако Македонија и Грција требаше да наводнуваат околу 6000 хектари, Албанија направи систем за наводнување околу 22.000 хектари, значи цело Корчанско поле и некои други региони во Албанија требаше да се наводнува со тој систем кој што го направи. За да има доволно вода во малото Преспанско езеро, Република Албанија ја сврте и дел од една река Девол, која што во принцип не припаѓа на овој слив, таа припаѓа на Јадранскиот слив, се влива во Јадранско море, всушност како и Дрим што се влива во Јадранско море, меѓутоа не припаѓаше во Дримскиот систем. На овој начин реката Девол од време на време ја префрла, односно во малото Преспанско езеро и на тој голем број на растителни животински видови кои што живееа во горните текови на реката Девол се внесоа во малото Преспанско езеро, но тој на одреден начин и во големото Преспанско езеро. Значи имаме огромна количина на вода која што од 50-тите па до 70-тите или 80-тите години од Преспанско езеро се излекуваше за наводнување на обработливите површини во Македонија и во Грција, а покасно на крајот некаде од 70-тите години Република Албанија. Кога се руинира овие системи за наводнување кои што се изградија во Македонија и во Грција, се пристапи кон бушење на бунари и мислам дека се уште нема евиденција направена за бројот на бунари кои што се наоѓаат во Ресенската котлина, меѓутоа во Република Македонија мислам дека се тоа околу 8 до 10.000 односно бунари кои што сега се прави катастар на тие бунари за да се види колкава е количината на вода која што се излекува од подземните води, а функционираат и две пумпи, две огромни пумпи со кои што се врши наводнувањето на површините под јаболкови насади, кои што исто така влечат од Преспанското езеро голема количина на вода. И сето тоа, ако се земе дека голема количина на вода се извлекува и од подземните води со бунарите, голема количина на вода се извлекува и од самите езера со пумпи кои што се ја влечат водата директно од езеро. Сушните периоди со кои што се соочуваме после 90-те на години, неминовно е да состојбата со Преспанско езеро во ваква ситуација како што е сега. Дали имаме поголема контрола врз состојбата со Охридското езеро? Од овој аспект еве сега како што зборувавме. Од аспект на злоупотребување на водените ресурси. Охрид е карактеристичен со тоа што некаде на 60 до 70 метри имаме бунари, во градов постојат голем број на бунари кои што така наречени артерски бунари или жива вода што викаме ние, кои што неконтролирано се излекуваат подземните, мислам оние подземни количини на вода, подземните води и тие директно на одреден начин влијаат на нивото на езерото. Уште повеќе тие влијаат многу повеќе на пречистелниот систем, ради тоа што тие истекуваат неконтролирано, го оптеретуваат колекторскиот систем и тој е оптеретен со, мислам дека и Охрид нема направена катастар на такви бунари, за да видиме која количина чиста вода се влева и се транспортира, да речем, преку колекторскиот систем до Струга, а таа едноставно може директно да оди во езеро како чиста вода. Така. Имаме многу што да сработиме околу заштитата и на Охридското и на Преспанското езеро. Зборуваме, но некако помалку делуваме. Се надевам дека нема да ги доведеме овие две езера до состојба во која што се најде Дојранското езеро, но некако Преспанското е тука некаде на работ. Па ќе видиме, можеби еве кога ќе помине се друго што ни се чини поактуелно и позначајно, ќе се даде акценти на екологијата и на животната средина, бидејќи на крајот на краиштата се е попусто ако немаме здрава животна средина каде што ние ќе екзистираме како битија.
време е веќе за мал одмор. Тука ќе направиме една пауза за реклами, па продолжуваме со разговорот. Правиме еден спој помеѓу овие две езера, затоа што рековме дека и физички тие на некој начин се поврзани. Како се пренесува COVID-19 и како да се заштитите? COVID-19 е заразна болест предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат е регистриран кај луѓето. Се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. Овие капки можат да завршат во устата или носот на луѓето кои се во близина. Капките се тешки и не можат да поминат големо растојание во воздухот, приближно околу 1 метар, и за кусо време завршуваат на која било површина. Токму поради оваа причина, пренесувањето кај луѓето најчесто се случува кога станува збор за блиски контакти. Се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. Затоа е потребно редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со COVID-19. Со рацете се допираат многу површини кои можеби се контаминирани со вирусот. Поради тоа треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устата, бидејќи со контаминирани раце од површините може да си го пренесете вирусот себе си. Кога кашлате или кивате, покријте го носот или устата со внатрешната страна на лактот или употребувајте шамивче за една употреба. После употребата, шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци. Најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот коронавирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција или миење на рацете со сапун и вода. Со оваа постапка ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. Грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на COVID-19. Кам, маркет број 1, потврдено. Путер 200 грама, 114 денари. Лутеница премиум 680 грама, 122 денари. Мед 900 грама, 205 денари. Вреки за смет 60 литри, 72 денари. Кам, купувај мудро. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Ексклузивна колекција, акција на германски ламинат Swiss Chrono во Кармен Бауцентар. Ламинатот 12 мм, 799 денари, од 8 мм, 399 денари за метар квадратен. Уште и широк избор на ламинатен под со дебелина од 7, 8 и 12 мм, по цени од 399, 499, 779 и 959 денари. Сите со вклучен профифлор од 3 мм и лајсни. Кармен Бауцентар, улица Железничка, број 3, 046 258 285. Како се пренесува COVID-19 и како да се заштитите? COVID-19 е заразна болест предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат е регистриран кај луѓето. Се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. Овие капки можат да завршат во устата или носот на луѓето кои се во близина. Капките се тешки и не можат да поминат големо растојание во воздухот, приближно околу 1 метар, и за кусо време завршуваат на која било површина. Токму поради оваа причина, пренесувањето кај луѓето најчесто се случува кога станува збор за блиски контакти. Се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. Затоа е потребно редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со COVID-19. Со рацете се допираат многу површини кои можеби се контаминирани со вирусот. Поради тоа треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устата, бидејќи со контаминирани раце од површините може да си го пренесете вирусот себе си. Кога кашлате или кивате, покријте го носот или устата со внатрешната страна на лактот или употребувајте шамивче за една употреба. После употребата, шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци.
Најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот коронавирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција или миење на рацете со сапун и вода. Со оваа постапка ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. Грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на COVID-19. Доктор Талевски, продолжуваме ние со нашиот разговор. Пред малку ги видовме препораките од Светската здравствена организација како да се заштитиме од коронавирусот. Актуелна тема која што веќе едно-две недели на сите медиуми каде и да свртиме, за тоа се зборува и намерно денес јас ја избегнав таа тема за обработка во лупа. Зборуваме за една друга тема, за заштита на Охридското и Преспанското езеро. Малку гледаме во перспектива, значи подолгорочно, бидејќи овие вируси може би ќе дојдат и ќе поминат, но ова што се случува со овие два басени не поминува така лесно, туку остава трајни последици. Како ќе се справуваме со тие последици кога интересот е многу слаб за сето тоа што ни се случува како деградација пред се на Преспанското езеро, а може би рековме после некој период и на Охридското езеро. Сега зборувавме за намаленото ниво на Преспанското езеро, веќе тоа е евидентно. Охридското езеро знае во тој поглед, значи понекогаш осцилира да биде близу до минимумот, некогаш е пак над она дозволена максимална кота, значи тука некаде се движиме. Но сакав да ве запрашам, покрај тоа што постои опасност од многу намален или пак изголемен водостој, и тоа предизвикува опасности како поплави и други некои несакани дејства. Што правиме околу заштитата на езерото и на квалитетот на водата на езерото, затоа што и од тоа зависи како ќе се развива животинскиот и растителниот свет во него. Знаеме дека биолошки го загадуваме, механички го загадуваме, на сите други начини можни го загадуваме езерото. Сега една среќна околност, колку е среќна ќе покаже времето, имаме во последниот период ревитализација на колекторскиот систем, кој што главна приоритетна функција и улога му беше токму тоа, да го штити и да го прочистува езерото од сите оние отпадни води од фекална канализација, но години наназад тој не функционираше како што треба. Па кој е вашето мислење? Дали во тој поглед можеме да очекуваме некакво подобрување на состојбата на езерото? Со наредните активности кои што ќе се преземат со санирање на одредени делови од колекторскиот систем, нормално е да се почувствува некакво подобрување на квалитетот на водата во езерото, особено ако се успее сите оние пропусти, сите оние излевања во езерото од некои шахти да се санираат и водата да се упатува кон пречистителната станица во Враништа. Меѓутоа, тоа е многу малку, барем во овој момент, за да речеме дека сме направиле голема работа. Значи, се додека целиот колекторски систем не се санира, се додека целиот колекторски систем не се прочисти, сите тие наталожени нечистоти во самиот цевковод не се санират и не се извадат од тој цевковод, се додека имаме голема количина на вода која што непречистена влегува во езеро, мислејќи тука на сиве населби кои што се тргнувајќи од Пештани, тоа што колекторскиот систем не оди подалеку од Пештани, тука завршува кај хотел Десарет. Натаму сите тие нечистоти од Трпеца, од Љубаништа, па и сите оние делови од струшкиот дел кој што не е офатен со колекторски систем или со тој канализационен систем, и понатака ќе се влеваат
исцедните води од септичките јами во тие делови од крајбрежјето, значи езерото и понатаму ќе се загадува. Значи треба препораката која се правеше тој колекторски систем беше да се направи еден прстен околу целото езеро. И сета вода која што сите отпадни води или сите канализациони води да се влеваат во тој цевковод и да се носат во пречистителна станица во Враништа. Кога велите прстен, тоа значи и од албанска страна. Да. Значи да го потенцираме тоа. Значи требаше да се направи колекторски систем и од албанска страна, меѓутоа не се најде соодветно решение во поглед на транспортот на да речем непрочистената вода од албанска територија. Настана проблем околу тоа дека таа треба да се транспортира до нашата пречистителна станица во Враништа. Се прават тогаш планови да Република Албанија направи своја пречистителна станица која што ќе ја транспортира пречистената или вода да не ја испушта во езеро, него преку тунелот кој што е низ кој поминува пругата за Елбасан, значи да се крене на одредена висина и да се испуштат во реката Шкумба и таму да се направи, чак се носе со една идеја Република Албанија да направат и една акумулација во тој дел на Република Албанија. Меѓутоа накрај испадна дека колку толку пречистена вода се носи односно Албанија последниве 10 години, односно пред 5 години направи пречистителна станица, меѓутоа водата се уште нема таков третман како што имаше нашата пречистителна станица во Враништа. Мислам дека таа се уште нема доволен капацитет и доволна добра технологија за да ја пречистува водата до оној степен доколку што смее да се пушта во езеро. За разлика од нас, кој што водата од пречистената вода ја носи надвор од Охридско езеро, Република Албанија таа вода е уфрла повторно во езеро, колку толку е попречистено од колку што беше порано, меѓутоа сепак има одредени негативни последици врз квалитетот на водата во целото езеро, особено во тој дел на Република Албанија. Така да мислам дека ова сега што се прави во смисол на некаква санација на колекторскиот систем нема да има многу големи последици. Секако ќе ја подобри состојбата, меѓутоа не толку многу за да бидеме задоволни од тоа што ќе се презема и од тоа што ќе се инвестираат одредена количина на средства. Точно не знам колкава количина на финанси ќе кошта оваа санација. Меѓутоа колку што знам, или не е се уште почнала со санација, или сега пред известно време се сега почна втората фаза, до сега беше првата фаза на прочистување на цевките, а сега ќе се прави до изградба, да речам, значи на сите тие цевки кои што треба да се поврзат со колекторскиот систем, затоа што имаме на некои места оштетени, на некои места каде што имаме погрешни поврзувања направени, па поради тоа доаѓаше и до застој. Значи сега во тек е таа фаза, втора фаза, па потоа најверојатно ќе треба да се стави во функција. Значи предвидено е неколку месеци да се работи токму нова фаза и да се направат тие, како што се велат, байпас споеви помеѓу стариот со новиот систем. И добро, во секој случај е за поздравување и позитивно, затоа што 30 години наназад фактички ние и немавме систем кој што ги прочистуваше овие отпадни води, бидејќи работеше со многу намален капацитет, на одредени места и воопшто не работеше, сето тоа се влеваше во езерото и на подолг рок тоа си има реперкусии. Многу пати апсолвирана тема за состојбата со пастрмката, значи брендот на Охрид и Охридското езеро и пошироко, но друго ми е прашањето. Се почесто во последно време зборуваме, ако таа е автохтон вид на риба, која што ја има само во Охридското езеро, во последно време многу често зборуваме за видови на риби кои што се
или на друг некој жив свет кој што се забележува во Охридското езеро, и тоа така во по еден голем број, значи кој што веќе алармира, а не се автохтони. Едно време беше актуелна сончарката, така мислам дека се викаше тој вид на риба. Пред некој време се зборуваше за некои растителни видови кои што не се автохтони за езерото. Што се случува? Значи, од каде доаѓаат, како сето тоа се случува, колку брзо тие може да се размножуваат и колку може да бидат опасни за живиот свет кој што е автохтон во нашето езеро. Па мислам дека пред 30 на години во Охридско езеро се појави калифорнијска пастрамка. Потеклото се претпоставува дека потеклото беше од Република Албанија, и тоа што во Лин имаше тогаш, а сега има мерстилиште за охридска пастрамка, имаше тогаш одгледувалиште за калифорнијска пастрамка. И најверојатно некоја поголема количина од тие базени избегала и често се среќаваше во ловините на рибарите од Охридско езеро. Меѓутоа, среќа што калифорнијска пастрамка не успеа да почне да се размножува, најверојатно поради тоа што физичко-хемиските услови или карактеристиките на водата во Охридско езеро не и одговара, не и беа поволни за да го почне процесот на размножување на репродукција, така да полека популацијата на калифорнијска пастрамка во Охридско езеро се намалуваше и сега можеби инцидентно се среќаваат поголеми примероци на калифорнијска пастрамка, или пак и воопшто не се среќава. Има неколку други видови кои што не се толку многу, мислам, битни се ради тоа што или негативно се одразуваат на брендот на Охридско езеро. Ако рече дека во Охридско езеро има да речем 15 ендемични видови, меѓутоа има и уште 8 или 9 други видови кои што не се ендемични, односно кои што не се нативни или кои што не се од автохтони, тогаш зборува за, може да се заклучи дека ние како луѓе кои што живеат покрај брегов на Охридско езеро не водиме доволно грижа за езерото. Значи, штетите кои што може да ги предизвикаат се релативно мали. Тоа што се тоа во поголем случај малечки рибчиња кои што или спортските, односно рекреативните или аквариумите, луѓето што се занимаваат со акваристика, немајќи што и да им прават во одреден период или ќе им се здосаде да ги одгледуваат и ги фрлаат во езеро. Каде, ако не на друго место, тогаш во езеро, и на тој начин предизвикуваат голема штета. Се појави пред известно време неколку парчиња се појавија на толстолобрик, се појави она црвен крап, кинески крап, коа, кои се појавија некои видови кои што се и намерно внесени, да речем некаде 40-тите години, 50-тите години, се внесе една риба која што ги уништуваше ларвите од комарци. Тоа беше како да се спречи маларијата. Меѓутоа има рибчиња кои што се среќаваат, убави се, имаат интересен животен век, да речеме горчливка, една риба горчливка која што вика, таа ја положува икрата, својата икра ја положува во школки и женските единки пред да ја положат икрата имаат од отворот од кај што се полага икрата излегува на цевче и со тоа ја положуваат икрата директно во школката. Значи икрата не ја изфрлаат како останатите риби, него директно ја положуваат во школката и машките единки тогаш ја со својот млеч вршат оплодување на таа икра во самата школка. Последниве 2-3 години, односно таа сончарката е појавена пред 10 години, еден-два примероци беа донесени во Хидробиолошки завод, меѓутоа последнава година и пред минатата година
бројот на единки кои што беа уловени и во нашиот експериментален риболов се успеавме да уловиме во љубаништа неколку единки и према оние кажувања или испратени видеозаписи од некои спортски риболовци или луѓе кои што во своите лови не ги констатирале, не ги испраќат и веќе некогаш имаше и во професионалните рибари, риболовни алати од професионални рибари, чак се среќава и 40 до 50 единки од сончарка, лепомис гибозус. Така да една од можеби во моментов така по опасните риби или кои што може да се одразат на популациите на останатите видови на риби е сончарката. Меѓутоа мислам дека нема големи реперкусии или големи негативни последици да предизвика. Потребно се направи само одреден експериментален риболов или селективен и мелиоративен излов на тие видови. Прво треба да се проучи биологијата незина, да се види кај повеќе и кога полага икра и едноставно да поголема количина од неа се изловат. Какви се реперкусиите од цврстиот отпад кој што ние несовесните граѓани во големи количини го депонираме во езерото? Бидејќи немаме регионална депонија, најзгодно ни е се она што не ни е потребно да го фрлиме во езерото, мислејќи дека на тој начин сме завршиле со сето тоа, но езерото е многу интересен природен феномен, се она што не е негово го исфрла надвор. Тоа беше случај сега еве кај љубаништа, тоа е континуирано, значи случај слика кај Сатеска, значи видовме дека јавното предпријатие Комуналец околу 15 на вреки собра цврст отпад, пластични шишиња, гајби, кейси пластични, што уште не. На вистина неубава слика, но и многу е штетно за самото езеро и за екосистемот, бидејќи знаеме дека ова амбалажа не се разградува. Последниот случај пред 3-4 дена, мислам дека беше тоа, кога Љубанско поле или во делот од Љубаништа до према манастирот Свети Наум беше на брегот езерото исфрли огромна количина на отпад, на пластичен отпад, шишиња, вреќи, најлони, некои други амбалажи, така да беше многу неубава слика. Вината ја префрливне на реката Черава, односно на она што реката Черава го носи од Република Албанија. Може тоа и лесно да се провери, дали сепак Албанија е држава која што на чија што територија се наоѓа и Охридското езеро. Во Албанија се продаваат производи на албански јазик, па може да се види дали се тоа сите тие артикли, дали на нивните етикети се напишени на албански или се на македонски, за да бидеме сигурни дека е баш така како што се зборува. Меѓутоа сепак тоа е една грда слика, ако сакаме да развиваме туризам, тоа не треба да не се случува. Тоа што замислите ова да беше во екна кампања, во екна туристичка сезона, па некои вакви слики да излезеа, тоа што ова се случи, се прикажа на 1-2-3 телевизии, излезе на социјалните мрежи и меѓутоа замислите некој од странство или гостин што не е од Македонија, тоа да го слика и да го прикаже некаде на некој од порталите или некој од весниците кои што понекогаш објавуваат стории за Охрид. Тоа многу негативно ќе биде за целиот регион, ако претендираме да бидеме туристичка дестинација број 1 во Македонија. Истото тоа се случува и со останатите притоки, да речеме реката Сатеска, се води некаква кампања или се планираат некакви пренасочувања на реката Сатеска, не знам колку години откако се воведе некаде 62-3 мислам дека е воведена Сатеска во езеро. Од тогаш се увиде дека е штетна по езерото и се почна кампања за враќање во старото корито и ето тоа помина веќе 60 години помина и се уште се остана само на кампања или на зборување. Според некои мои сознанија дека всушност тоа е политички потек, дека не е дека
Она за кој што се внесе сатеска во езеро не е точно, ради тоа што се зборуваше тогаш дека сатеска носи огромна количина на отпад која што би го затрупала Глобочичкото езеро. Наносот кој што го носела сатеска и при вливање во Глобочичко езеро ќе требало за да го затрупа во наводници, за да се намали волуменот на Глобочичко езеро, ќе требало да помине 100, 200, 300 години според некои сознанија од некои луѓе кои што работат таа проблематика. Целиот тој отпад или целиот тој нанос што требаше се наталожи во една вештачка акумулација која што, како што знаеме, вештачките акумулации се со одреден век на траење, значи 100-150 години, попуштат или се напуштат тие хидроцентрали или тие брани или тие вештачки акумулации. Наместо да оди во таа акумулација, најизгодно беше да Охридското езеро биде депонент, односно да се депонира во него целиот тој отпад што од цела Дебарца, и као цврст, и као мил, и како органски отпад, и како пестициди, хербициди кои што се внесуваат или кои што се употребуваат во регионот на општина Дебарца се влејаат во езеро. Така да, мислам, тоа се некои грешки кои што се прават и кои што имаат огромни последици и врз квалитетот на водата, и врз туристичката понуда, и врз целокупното живење и на езерото, и на нас, луѓето кои што живееме околу него. Вие покрај тоа што долги години сте вработен во Хидробиолошкиот институт, сте активисти во едно невладино здружение СОС кое што се бори за зачувување и за зголемување на еколошката свест во градов, но и во регионов. Што сега ви е најактуелно, на која тема работите? Цело време ние работиме во корист на езерото. Некој не обвинува дека работиме против Охрид. Мислам, во годините кога се појави Охрид СОС, дека работиме против Охрид, дека сме ние заложници да Охрид или се бориме Охрид да биде избришен од листата на УНЕСКО. Меѓутоа, тоа се покажа баш спротивно, дека сите оние иницијативи, сите оние препораки, сите оние укажувања кои што ги цели овие 5-6 години од постојањето, од појавувањето на Охрид СОС, се реализира, односно, за жал, истите тие препораки ги упати и прво мисијата на УНЕСКО која што беше дојдена пред 2 години и за жал сето она што Охрид СОС го зборуваше, сега се гледа дека е така. Именно и со проблемот со дивоградбите, проблемот со културното наследство, проблемот со експресниот пат Галичица, со студенчешко блато, со сите тие туристичко развојни зони кои што се планира, сите тие откако помина, односно откако се уште актуелна власт дојде на чело на државава, во некоја рака ги избриша, односно ги елиминира сите тие или ги запре процесите околу сите тие до тогаш докажани негативни проекти. Всушност тоа беше само сето она што невладиниот сектор го изреализира во борба и со тогашната поранешната власт и со сите оние кои што требаше всушност да ги заштитат и езерото, и Национален парк Галичица, и сите оние други, да се борат против сите оние други негативни дејанија што се правеа. Во тоа време се чутеа, цело време се чутеа, не завзема страна, него некако си страв од некаква си освета чутеа, за да накрај испадне дека се сега тие исто така поддржувачи на таа идеја. Што работи Охрид СОС во моментов? Значи, кога беше планот за управување со Охридското езеро, Охрид СОС достави некаде над 100 страници забелешки
во соработка со државниот секретар на Министерството за екологија, поголем број од тие забелешки, да не речем 90% беа прифатени. Значи тоа беа забелешки издржани. Во моментот скоро 2 години работиме за прогласување на студенческо блато за Рамсар подрачје или за подрачје значајно за како значајно водно живеалиште. Изработиме комплетно апликацијата, ја доставиме до Рамсарскиот комитет. Рамсарскиот комитет ја прифати, направи одредени корекции забелешки, меѓутоа пошто невладина организација не може да биде подносител, таа готова апликација или целиот тој текст и целата апликација доставиме до Министерството за екологија и тоа требаше само да потпише и да ја предаде, да ја проследи до владата и владата да донесе одлука дека студенческо блато се прогласува се номинира всушност за Рамсарско подрачје. Тоа се уште не е направено, се надеваме дека во текот на 2020 година ќе биде готово. Мислам, односно студенческо блато ќе биде ставено како значајно подрачје водно живеалиште и во сега известно време работиме на изнаоѓање за законот за отпад и некои други закони кои што се актуелни во моментов. Значи сме активни во донесувањето на законските акти, коригирање на недостатоците на кои што ги има во некои законски акти или предлог законски акти. Така. И самиот рековте некогаш навистина не ни причинува задоволство ако се докаже дека она што сме го кажувале или сме го заговарале се потврдило како точно. Тоа впрочем еве и во вашиот случај се она што потенциравте пред едно 3-4 години и апелиравте и реагиравте до институциите, се покажа дека навистина било така, но не е задоволството во тоа. Треба тие кои што се задолжени за тоа да се навистина свесни и будни и не само овие невладини организации, ентузијасти кои што се свесни и сакаат да помогнат на некој начин да го прават тоа, туку да се прави од таму каде што треба, од таму каде што можат и да се постигнат најголемите резултати. Реков јас екологијата дека е се поактуелна тема, важна е затоа што животната средина ни е важна на сите нас. Ако нема неа, нема ни нас, нема каде да живееме всушност и квалитетот на живот ќе биде многу намален и воопшто ќе биде лош. Затоа сите да се потрудиме на свој начин да ја зачуваме, барем ваква каква што е, да не ја загрозуваме уште повеќе. Мислам дека Охрид се во изминатиот период, кога зборуваме за тоа движење, граѓанско движење, направи доста и во поглед на соработка со институциите. Мислам, станавме движење или да не речам група на луѓе кои што се респектирани и во државата и во пошироко. Да речем, 3 од нашите членки се номинирани во група на жени кои што се значајни, кои што донесле значајен придонес во државава. Една членка беше и наша членка беше на Златна бубнар или Нарсова беше номинирана и ја доби награда за, мислам дека беше за подвиг на годината, спортски подвиг на годината. Така да Многу убав и содржински говор одржа Илина, навистина она што е суштината и стојам за тоа дека навистина се оддалечивме од природата и треба да се вратиме кон тие корени, бидејќи природата враќа и со добро и со лошо. Ви благодарам за ова учество во Лупа. Опфативме така повеќе теми. Приоритетни беше Преспанското езеро, Охридското езеро, но и се она што друго се случува околу. Не можеме, рековме, да ги издвоиме некои работи една од друга. Благодарам уште еднаш, до некој наредно видување, до некоја наредна интересна тема. Ви благодарам и вас на поканата.